За брзата пруга кон Грција и Србија дополнително ќе се пресметува дали е исплатлива, таа кон Бугарија заглавена во тунел. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска вели дека досега нема пристигнато ниту една понуда за изградба на брзата пруга од Табановце до Гевгелија од коридорот 10. На пресконференцијата во владата, каде даде отчет за сработеното во првата година од мандатот, министерката рече дека има голем интерес. Барање за финансирање е испратено до 24 меѓународни институции и оти ги чекаат понудите. Многу прашања има. Заради тоа го продолживме и рокот до 7.7.2025. Не случајно, станува збор за еден комплексен, би рекла, проект, поготово што станува збор и за проектно финансирање. И сега, ако се свртите и од страна на банките, мора да ги разбереме дека имаат потреба од појаснување на одредени работи, во постојана комуникација сме и. Се планира брзата пруга да се гради со британскиот кредит, односно со кредит од странски банки, на кој британската Експорт банка ќе биде гарант за да се обезбедат по поволни услови. Се очекува изградбата да чини скоро 2 милиарди евра. Одговарајќи на пратенички прашања за економската исплатливост на проектот во четвртокот, министерката рече дека треба прво да ги видиме понудите, па потоа да зборуваме дали е исплатливо или не. Изградбата на пругата кон Бугарија пак заглави затоа што Скопје и Софија не може да се договорат за изградбата на прекуграничниот тунел. Додека нема договор, Македонија не сака да потроши стотици милиони евра на пруга која ќе заврши во слеп тунел на границата. Во рамки на форумот Глобална транспарентна поврзаност во Истанбул, вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски се сретна со неговиот бугарски колега Гроздан Караджов, со кого разговарале за откочување на проектот кој има и воено и политичко, а не само економско значење. Потенцирајќи го прашањето за железничкото поврзување меѓу двете земји, двајцата соговорници нагласија дека овој проект има регионална димензија, каде покрај економското значење се наметнува и прашањето за стратешкото позиционирање на НАТО алијансата преку поврзување на Јадранското и Црното море. Двајцата министри се согласиле за нова средба во наредниот период за да се договорат за изградба на заедничкиот тунел кој што треба да ги поврзе двете земји. Бугарија веќе има изградено пруга до пред македонската граница, но меѓуграничниот тунел треба да се гради со договор меѓу двете земји. Македонската влада има забелешки на нацрт договорот испратен од Бугарија и бара средба за да се направат исправки.